Пролонгирањето на пандемијата и неизвестноста кои што произлегуваат од слабата имунизација и од новите мутации на вирусот предизвикуваат нови шокови за економијата. Повторно, наместо да зборуваме за економски развој, зборуваме за тоа какви мерки им се потребни на фирмите и на стопанството за да преживеат. Во оваа емисија на Агенда 35 ја анализираме токму економската ситуација визави пандемијата со ковид. Имаме интересни гости, експерти и ресорни министри, а и ексклузивно интервју со новиот директор на Светска банка за Македонија Максимилијано Паулучи. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Третиот бран на ширењето на коронавирусот ги враќа на сила на строгите ограничувања на движењето на граѓаните. Во комбинација со исклучително бавниот тек на вакцинација, овие фактори ќе влијаат и на нарушување на плановите за економско заздравување. Анализираме кога може да очекуваме стабилизирање на ситуацијата. Гостин ни е министерот за финансии Фатмир Бесими. Интервју со новиот директор на Светската банка во Македонија Максимилијано Паулучи. Следете на. Третиот бран на ширењето на короната ги враќа на сила најстрогите ограничувања во движењето на граѓаните, како што е полицискиот час, и ги нарушува плановите за економско заздравување годинава. Во недостиг на вакцини глобално и исклучително бавниот тек на имунизација кај нас, неизвестно е колку строги ќе бидат ограничувањата и колку долго ќе траат, но известно е дека прават економска штета. Прогнозите за економскиот раст годинава засега се позитивни и се движат околу 4%, иако сите меѓународни финансиски институции се предпазливи и се оградуваат од прецизноста на проценките поради неколку големи ризици. Еден од институтите, кој што прилично точно, до децимала, го прогнозира движењето на македонската економија е FinanceThink. FinanceThink минатата недела ја даде проекцијата за раст на економијата во тековната 2021 година и нашата проекција е дека оваа година ќе имаме раст од 4,1%, што значи дека во голема мера ќе се амортизира падот од 2020 година. И ова главно се должи на фактот што доколку ги забележите податоците од последните движења, ќе видиме дека кај оние сектори каде што имаше најголема ранливост и кои беа најмногу погодени, трговијата, преработувачката индустрија, транспортот, веќе забележуваме заздравување, каде што нивоата се скоро на нивото од пред пандемијата. Секако се уште засегнати се делот на услужните и хотелиерство индустрија, меѓутоа исто така и воздржаноста на приватната потрошувачка. И заедно со процесот на имунизација кој што се очекуваме дека оваа стапка би можела да се исполни. Сепак, ваквите предвидувања се под значаен ризик, зависно од тоа во која мера ќе биде ефикасен процесот на имунизација, колку брзо ќе започне истиот и со кое темпо ќе се имунизира населението. Во услови на пролонгирање на корона кризата, експертите сугерираат да се продолжат и дел од антикризните мерки кои што се покажаа дека имаат најголем ефект, иако властите претходно најавија дека некои од нив ќе се укинат после март. Пакетот на мерки кој што треба да следи треба да биде дизајниран во насока на транзиција од фаза на амортизација на загубите во фаза на заздравување на економијата. И таков дизајн може да се забележи во последниот пакет, петти пакет на мерки. И исто така, заради севкупното задржување на дел од секторите, како што претходно ги спомена, ви се уште нивната ранливост, нашата препорака беше платата 14.500 денари да продолжи во текот на следните 2 месеци. Токму оваа мерка сметаме дека е една од најефективните мерки, затоа што според нашите проекции истата успеа да спаси 80% од местата кои беа под ризик да бидат изгубени. Сепак во следната фаза која што нас ни следи, сметам дека нема подобра мерка од мерката вакцинација, да се насочат сите сили кон таа мерка да биде на најефикасен и на најефективен начин имплементирана, затоа што од таа мерка ќе зависи се натаму како ние ќе се движиме во следните месеци. А со цел да се забрза постпандемискиот економски раст, експертите сугерираат неколку клучни мерки.
Мерките кои што треба да го поддржат извозот, мерките за економска дипломатија, мерките кои што треба да го интензивираат соработувањето помеѓу домашните компании, мултинационалните компании во земјата и оние мерки кои што треба да вградат повисока додадена вредност кај домашните компании, се сет на мерки кои што треба да и помогнат на економијата да оствари повисоки стапки на раст. Резултатите покажаа дека извозно ориентираните компании беа погодени значајно од COVID-19 кризата. Од една страна затоа што беа погодени синџирите на добавување, меѓутоа исто така од друга страна беше намалена севкупната побарувачка. Но исто така резултатите покажаа дека извозно ориентираните компании имаат потенцијал брзо да се вратат на траката на раст кој што биле пред криза COVID-19 кризата, така што истите имаат потенцијал да бидат двигатели во идниот период, двигатели на економскиот раст. Инаку од избувнувањето на пандемијата пред една година досега, државата во 5 наврати креираше така наречени антикризни мерки, кои што главно имаа за цел да им помогнат на компаниите да се справат со неликвидноста поради застојот во производството и да можат да ги исплатат платите на своите вработени, да обезбедат бескаматни кредити. Освен тоа, имаше и повеќе социјални мерки со директно исплаќање пари на сметките на граѓаните, кои што најмногу ја почувствуваа корона кризата. Фискалниот стимул кај нас се проценува дека вреди над 1 милијарда евра, но реализацијата е само третина од планираното. Пандемијата со коронавирусот направи длабока рецесија во економијата, односно падна бруто домашниот производ од 4,5% лани, споредено со претходната 2019 година. Во апсолутен износ, корона кризата го чинела македонскиот БДП 413 милиони евра. Третиот бран на COVID-19 и бавниот процес на имунизација ја пролонгираат корона кризата, која пак влие врз големување на економската неизвестност и ризици за намалување на прогнозата за економски раст. Под претпоставка дека во втората половина од годината состојбата со коронавирусот ќе се стабилизира, министерот за финансии Фатмир Бесими предвидува динамизирање на економската активност. Бесими останува на проекциите дека годинава ќе се оствари раст од 4,1% на бруто домашниот производ, иако, како што оценува, ризиците постојат и тие треба да се следат. Тоа што е карактеристично на целиот период со пандемијата COVID е непредвидливоста. И тоа создава дополнителна загриженост и стрес кај сите нас и во смисла на економските политики и интервенции, затоа следиме, значи секојдневно што се случува со економијата, пред се што се случува со COVID, од една страна и каков ефект има врз економијата, со цел да преземеме навремено соодветни мерки да реагираме. Ние ги имаме основните проекции дека COVID кризата, вториот квартал ќе почне да се намали и втората половина од годината дека ќе се стабилизира и со оглед на имунизацијата на светско ниво и кај нас. Меѓутоа, секогаш стравот и ризикот постои дека со новите мутации и верзии на COVID тоа може да трае подолго. Имаме и второ сценарио доколку продолжи кризата на COVID. Според Бесими, неколку сигнали му даваат за право да биде оптимист во однос на ликвидноста на буџетот. Во првите 2 месеци од годината приходите се во рамките на проекциите. На страната на расходите имавме обезбедено околу 50 милиони евра само за COVID мерките. Веќе со првиот пакет отидовме со повисок износ, значи 90 милиони евра од буџет и дополнителни, значи 70 милиони фискални импликации, значи 160 милиони евра. Но со оглед на тоа динамиката на реализацијата ќе видиме во текот на годината, најверојатно кон средината на годината може да има уште еден ребаланс на буџетот, како што вообичаено во вакви ситуации се оди со еден ребаланс или соодветно од потребите во текот на годината се интервенира и на расходната страна, а доколку приходната покаже потврлување во однос на проекциите, секако и таму има интервенции. Министерот за финансии оценува дека постојат знаци за економско заздравување и економијата се враќа на новата нормала. Приходите во буџетот, тоа што и во споредба со кризата сме на исто ниво пред кризниот период, потоа во однос на февруари-дули имаме повисок, значи остварување на приходи како кај данокот на добивка и кај ДДВ-то. Потоа движењето во надворешната трговија, значи јануари имаме 15,5% раст на извозот,
на увозот околу 5,4% раст, што покажува за една динамика во економијата. Потоа имаме, иако јануари имаше пад во индустријското производство, во декември тој бележи раст, но и во јануари делот на производство на опрема и машини има раст, значи за 30% во однос на јануари 2020 година. И други параметри што се однесуваат на ова економски категории и дури во третиот квартал, значи четвртиот квартал од годината, ние гледаме и во однос на бројот на невработени, значи има за 3500 помалку во однос на третиот квартал од 2020 година, но овие бројки не се вака во смисла дека се ќе биде едноставно и лесно. Мерките за субвенции на плати според Бесими не се укинуваат, туку се нуди нов инструмент кој ќе ги мотивира инвеститорите и фирмите. Ако во 2020 оваа мерка беше предвидена доколку фирмите покажуваат позитивен финансиски резултат, 50% од тие средства требаше да ги вратат во буџетот. Сега ние одиме и во петиот пакет со овој инструмент, викаме дека и доколку покажуваат позитивен финансиски резултат, но тие средства ги инвестираат во својот бизнис, не треба да ги вратат. Целосно станува грант. Со истој модел е и инструментот за кредитирање, односно со нула каматна стапка, со 12 месеци грејс период, но доколку го зголеми бројот на вработени и доколку го зголеми добивката или прометот, он ќе може да дополнително кредитот да го претвори во грант. 30 до 50%. Значи, тоа е нов инструмент, нова верзија, како имаме како што имаме доста софтвери, производи со нова верзија, така да и ова е нова верзија на тоа што сме го имале во претходните 3 циклуси до сега за поддршка на плата. Идејата, како што објаснува Бесими, е да не се создадат фирми кои се надеваат само на субвенции и живеат само од тоа. Предпријатија што ќе бидат спремни да инвестираат, да преземат ризик и да се прилагодат на пазарите, затоа што, како што спомнав, имаме веќе нова нормала, некои работи воопшто нема ни да се вратат. Граѓаните можеби на некои производи воопшто нема да се вратат што ги користиле порано, ќе користат нов начин на производи или услуги, така да фирмите треба во исто време да се прилагодат на тоа. Така да тоа е, мислам, една опција, сега одиме со две варијанти, комплементарни и во иднина, доколку ова успее да продолжиме само со новиот инструмент, но сепак и кога ќе следат новите мерки, ние ќе разговараме и со фирмите, ќе следиме каква состојбата, така да таа опција продолжува да биде да се поддржат и заплати, но со нула камата кредити, со грејс период 12 месеци и со можност тој кредит до 50% да се претвори во грант. Бесими оценува дека за оваа година, откако државата се соочува со ковид кризата, успешно се одговорило на економските предизвици, притоа наведувајќи неколку факти. Падот на бруто домашниот производ од 4,5% бил приближен на нивните проекции од 4,4% и бил ублажен со фискални стимули и политики. Со ребаланс на буџетот, приходите и во оваа време на криза биле реализирани 99%. Државата го задржала кредитниот рейтинг, а беше издадена и евроврзница со историски најниска каматна стапка. Како ќе се движи економијата годинава во услови на пролонгирана пандемија, тешко е да се прогнозира прецизно, особено кога неизвестноста поради напливот на новозаразени со корона расте, а вакцини се уште нема доволно. Светската банка, како една од клучните меѓународни финансиски институции, проценува дека македонската економија годинава ќе закрепне и ќе порасне 3,6% повеќе од калкулани. Но новиот директор на оваа институција во земјава, Масимилијано Паолучи, сепак вели дека има ризици кои што може да ја променат оваа прогноза. It is indeed quite difficult to predict how the economy is going to move. What I would like to put the emphasis on is that I wouldn't necessarily hold on to a specific number. I would look at trends. And the trends are telling us that the situation is indeed improvement because the confidence of both the public and private investors and the common citizens in general is building with the expectation that the vaccines will be deployed and will work. But as you noted, there are risks associated to the delays in the deployment of vaccines.
In fact, most European countries and those around the European Union are facing delays in the procurement and deployment. This will have clear implications on the recovery if the delays are protracted. Now, in the case of North Macedonia, with the caveat that I told you about the trends, we are expecting that that there will be an improvement in the GDP, but this will be very much depending on the length of lockdowns here and the, let's say, the nature of the lockdowns both here and in Western Europe. It will depend also on how quickly the vaccination campaign will resume and pick up in those countries, because with that there will be increased confidence on the side of consumers, on the side of investors. So the sooner and the faster the vaccination campaigns, both in the European Union and here, the faster the recovery and the sounder the recovery will be. Паулучи вели дека владините антикризни мерки го ублажиле ударот од пандемијата врз економијата, но во однос на најавите на властите за укинување на дел од мерките после март, тој вели пандемијата е се уште тука. This is the fifth package that the government of North Macedonia has approved, and it has done so to cushion the impact of the crisis especially on the most vulnerable. It is the macroeconomic impact of that in terms of expenses, in terms of impact on the deficit and the debt is clear, and we can elaborate on that. But what is important to note is that the ability of the government to move on with these packages and to cushion the impact of the crisis was there because the government had fiscal buffers and debt buffers already that allowed the implementation of these measures. Now, looking forward, what is important is to, first of all, look at the evolution of the pandemic and take the measures that are needed, but do so by targeting them and by looking at those, especially targeted, having in mind those that will suffer the most from the continuation of the pandemic. So the message that we have as an institution is that the pandemic is here still with us, that we should always take into consideration those that will suffer the most, but at the same time start thinking about the future, start thinking about what we would like to see after the pandemics and put the seeds now for the recovery, which means thinking about how to the kind of economic model that we want to see looking forward, the kind of economic development that we want to see looking forward, but also start rebuilding those buffers that should a crisis of this magnitude present itself in the future, be there available to, again, intervene and do whatever it takes to protect the economy, protect jobs, and restart the economic growth when the conditions are there. Потребата од зголемен фискален стимул, кој подразбираше поголеми задолжувања, го зголеми и јавниот долг на земјата над 60% од бруто домашниот производ. Паулучи, кој што бил представник на Светската банка во Италија и има искуство од координирање на земите што во екот на должничката криза се соочија со најголеми проблеми, како Шпанија, Португалија и Грција, вели дека мора внимателно да се управува со долгот на државата. Another lesson from this crisis is that we need to be also pragmatic in the way we go about managing the resources. So indeed, the debt over GDP here is hovering around 60%. But at the same time, if you look at the overall picture of European countries, this is lower than the debt over GDP levels that you mentioned. And again, the important thing to consider is how, as we move out of this situation, because we will indeed move out of this situation, look at what will allow the country to build those buffers that we mentioned before. And that means undertake those reforms that are needed to, on the one hand, boost revenues, and on the other hand, manage expenditure in a more efficient way. What that means, it means looking at the tax system,
and increasing revenues, but not just for the sake of increasing revenues, but increase revenues in those sectors that will also allow the country to move to a different economic models. And we're talking about green growth and therefore green taxation, digital growth and therefore digital taxation. And so to create the resources to boost revenues and economic development at the same time. On the expenditure side, that means basically looking at rebalancing the economic model towards private sector-led growth. That means, in essence, reducing state aid and addressing all those unproductive expenditures that may be a burden on the fiscal accounts, and move more and more towards a more efficient management of expenditures and the promotion of the conditions for the private sector to prosper in the country. А штом оваа пандемија заврши, Паулучи вели дека земјата ќе мора да се фокусира на забрзување на економскиот раст и има неколку препораки за тоа. First, look at rebalancing the accounts and rebalancing the equilibrium between public and private sector in the country. So move progressively towards a more vibrant private sector-led development growth. Second, invest in people. Macedonia is an aging country and is a country characterized by out-migration of people. For the country to move into a more advanced development stage, a serious investment in people is needed. That means investing in education, investing in health, looking also at the pension sector to make sure that the pension sector does not detract resources for economic development, to invest in education or health, as I said, and helping people move into the labor market. There are too many inactive people still, and people that have been pushed out of the formal labor market because of the crisis. Well, it's about time to think about how to bring those people back and how to also incentivize young people to stay and contribute to the future growth of the country. But that means rethinking the education system in terms of the objectives, in terms of the curriculums, and all in all, thinking about how to connect the education outcomes to the mega trends in economic development of the country. Поттикнувањето на економијата, според Паулучи, ќе се случи паралелно и со процесот на преговарање за влез во ЕУ. Но вели, земјата претходно мора да ги подготви институциите за да прават реформи. The economic integration process, as the experience of the last countries that joined the EU shows, has a major traction, is a catalyzer of development. Let's put it this way. And it's a catalyzer of development, not just in terms of funds that the country may have access to, but also in terms of institutional development that the EU accession process triggers. In order to meet the acquis communautaire, all the conditions that are related to the European accession, there are some reforms that need to be made. But those reforms can be done and can be achieved quicker if the institutions, the underlying institutions promoting them, are efficient, are effective, are accountable. And this is actually, I would say, the most important thing to have in mind. So I wouldn't worry much about the delays. I would focus on the readiness of the institutions to embrace the challenges of European integration. За разлика од голем број индустрии кои сериозно беа погодени од ковид пандемијата, и трговијата во нашата земја доживува процут. Последните статистички податоци за првите 9 месеци од 2020 година покажуваат раст од 123% на вредноста на трансакциите во споредба со истиот период во 2019 година. Граѓаните во овој период во онлайн трансакции со домашни картички кон домашние трговци потрошиле вкупно 117,3 милиони евра.
Дали овој раст е резултат само на пандемијата и ограниченоста во движењето или за овој тренд има и други причини, разговаравме со Виктор Стојковски, генерален секретар на Асоциацијата за е-трговија. Не само во 2020 година, туку е-трговијата има потенцијален раст изминатите години, гледајќи навака од 2016, 2017, 2018 и 2019. Тоа што се случи во 2020 година е несомнен податок дека светската ковид пандемија го направи она што се случува насекаде во светот, односно неколкократно расте е-трговијата. Доколку го земеме пропорционално растот во изминатите години со растот во овие години, како светска статистика се зема во предвид во развиените земји, посебно дека 3 месеци за време на ковид пандемијата е идентично што и 5 години. Тоа е податок што кажува колку е-трговијата и колку ковид пандемијата имаше значајност во однос на тоа да ја забрза целата ситуација за раст. Тоа се случи тука кај нас во нашата држава, каде што не само што се зголеми свесноста за е-трговијата и закупување од дома, кога се најдовме во одреден период да нашето движење беше ограничено и не беше препорачливо излегување од нашите домови, е-трговците како едни од бизнисите кои што продолжија да работат во тој период, иако знаеме и сведоци сме како другите бизниси дека има и дел што беа целосно затворени, е-трговијата продолжи да работи и зема сериозен замав. Најмногу во овој период се купуваше прехрана, односно производи за домаќинство кои што им беа најнеопходни на луѓето кои беа на некој начин мотивирани да останат во своите домови. Според податоците и статистиките, најголем број на производи кои што се купуваат се уште е облека и спортска опрема. Тоа продолжи и во ковид време. На светско ниво, ако се земе статистиката, тамо пак е интересен податок. Во март 2019 со март 2020 споредбата е дека во март 2020 најголем раст имаат ракавици за една употреба, апарати за печење и правење на домашен леп и препарати против кашлица. Додека пак најниско, односно најголем пат имаат торбици за вежбање, патики, така натаму. Дека македонците ги промениле навиките за време на пандемијата, говорат и резултатите од анализата која ја спроведе Асоциацијата за е-трговија на Македонија. Над 35% од испитаниците велат дека купуваат во поголем обем. Околу 20% почнале да ги плаќаат сметките онлайн, а над 70% се изјасниле дека ќе продолжат и по COVID-19 да купуваат онлайн во исто темпо. Какво влијание има актуелната ситуација за онлайн сервисот за нарачка и достава на храна, разговаравме со генералниот менаџер на Кликни Ади, Роберт Тодоровски. Значи, основани сме 2014 година, еден ентузијастички проект, буквално со лаптоп во дневна соба и со 20 доставувачи. Се трудевме да дојдеме до повеќе партнери на почетокот, но бевме пречекани со скептицизам дека ваков тип на е-трговија, ваков тип на бизнис не може да успее во нашата држава. Слободно може да кажеме дека 2020 година беше од економски план бум во Кликни Ади. Имаме зголем број на нарачки, зголем број на соработници и зголемен број на доставувачи. Тука можеме слободно да кажеме дека поред многу предизвици кои што ги имавме, успеавме да помогнеме на угостителската фела, затоа што, знаете, рестораните се нашите први соработници и они беа на голем удар од економски план и од секаков план во оваа ковид криза. Ние буквално се откажавме од дел од нашиот профит, воведовме бесплатна достава за да го зголемиме приливот, за да можат они колку толку да се спасат во оваа криза и да успеат да излечат, да не затворат воопшто. Околу клиентите воведовме бесплатна достава, како и бесконтактна достава, за да се чувствуваат безбедно кога ќе нарачуваат од нивниот омилен ресторан. Моментално располагаме со 200 ресторани, кои што голем дел се приклучува оваа година, односно преходната 2020. 2020 година, како што кажав, беше предизвикувачка за сите сегменти, од секој можен бизнис, како и на нашиот. Се најдовме во центарот на вниманието заради тоа што ние бевме единствените преку кои може угостителите да работат.
лекцијата што ја научивме е таа дека мораме да растеме константно, да се подобруваме во нашите услуги, да воведуваме новини во кои што ние ќе можеме да одговориме на предизвиците за секој вид на работење. Пандемијата навистина отвори големи можности какви што досега немаше за e-трговијата, но поттикнува и прашања кои ќе бидат предизвик во иднина, како што се дигиталната писменост на корисниците, потребата од стратешки развој на овој сегмент и натамошно јакнење на довербата помеѓу e-трговците и потрошувачите. E-трговците сами по себе треба да влијаат во креирање на позитивни навики кои што ќе продолжат да траат и после COVID пандемијата. Во истражување кое што го правеше Асоциацијата за e-трговија, 76% од испитаниците одговорија дека и по завршување на COVID пандемијата тие ќе продолжат да ги користат e-продавниците од кои што купуваат за време на пандемијата. Тоа значи дека e-продавниците, односно e-бизнисите, успеале да изградат позитивни навики, да стекнат врски и релации со нивните потрошувачи, за тие да ги практикуваат и во иднина. Потребно е да се спомне дека довербата која што се гради во e-трговијата не е онаа доверба која што и недоверба во ситуацијава која што доаѓа од Facebook продавачите. Речиси 100% од поплаките кои што се добиваат како резултат на незадоволни клиенти од онлайн пазарување не се однесуваат на e-трговијата, бидејќи тие се купени најчесто од Facebook продавачи, кои што можеби не се регистрирани правни лица, можеби се физички лица кои се дел од таа сива зона. Ние во последниот период и така интензивно почнуваме да се залагаме за намалување на таа сива зона, бидејќи само кога сивата економија ќе губи, сите, односно целото општество ќе добива. Официјална статистика се уште нема, но e-трговијата во Европа до крајот на 2020 година се очекуваше да достигне 717 милиарди евра, што е раст од 12,7% во однос на претходната година. Западна Европа се уште е најразвиениот пазар за e-трговија во Европа, исто како што има и најголем удел на купувачи преку интернет над 80% од населението. Најголем раст сепак се бележи во земјите од источниот дел на Европа, како што се Романија и Бугарија, каде што порастот минатата година бил околу 30%. Најнизок раст пак имаат земјите Белгија, Ирска, Австрија и Исланд. Потреба од поголема улога на ЕУ во јавното здравство, истакна председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли за време на обраќањето на Европскиот совет изминатата недела. Според Сасоли, лекцијата од пандемијата на COVID-19 е дека нема враќање на ситуацијата која беше претходна. E allora io credo, e questo è stato il mio messaggio al Consiglio, dobbiamo riflettere su come non tornare indietro e come codificare nuovi poteri all'Unione su una politica davvero europea per la salute. Come potremo difenderci dalle prossime pandemie e dalle prossime crisi? Истакна председателот на Европскиот парламент и додаде дека доколку работите останат по старо, тоа би било грешка, губење на енергија и би оставило ЕУ лошо подготвена за решавање на идните предизвици. Според Сасоли, задачата сега треба да е разработка на европска здравствена политика, со која ќе се доделат јасно дефинирани надлежности на институциите на ЕУ, со што ЕУ би била во позиција да има овластувања и моќ да действува. Неповратни средства во вкупен износ од 1,9 милиарди евра ќе бидат достапни преку програмата за работа на Европскиот истражувачки центар за 2021 година, објави Европската комисија. Ова е прва програма за работа во рамки на Хоризонт Европа, новата европска рамковна програма за истражување и иновации 2021-2027. Европскиот истражувачки совет ги нуди грантовите на врвни истражувачи од било каде во светот, кои се подготвени да дојдат или престојуваат во Европа и работат на научни и технолошки откритија, кои може да бидат основа за нова индустрија, пазар или општествена иновација на иднината. Првиот повик на Европскиот истражувачки совет за доделување неповратни средства за млади истражувачи е со буџет од 619 милиони евра и веќе е објавен и ќе трае до 8 април. Вториот повик во износ од 633 милиони евра, а кој се однесува за нови независни истражувачи, ќе биде објавен на 11 март, а третиот повик за доделување на неповратни средства за признати независни истражувачи е со буџет од 626 милиони евра и ќе биде објавен на 20 мај 2021 година.
89% од граѓаните на ЕУ на возраст од 16 до 74 години користеле интернет, а 72% од нив купиле или нарачале производи или услуги за приватна употреба, покажуваат последните податоци на Евростат за 2020 година. Купувањето преку интернет споредено со 2019 година пораснало за 4% поени, а во однос на 2015 година за 10% поени. Најмногу се купувало или нарачувало производ или услуга преку интернет во Холандија, Данска и Германија, а најмалку во Бугарија, Романија и Италија. Најголем пораст на купување преку интернет во последните 5 години е регистриран во Романија, Чешка и Хрватска. Облека, чевли и аксесуари биле најчесто купувани преку интернет во 2020 година. По нив следуваат филмови и серии, како и храна испорачана од ресторани, сервиси за брза храна и кетеринг. Милиони тони зеленчук и овошје се собираат, а потоа и дистрибуираат низ Европа секоја година. Овошјето и зеленчукот се високо расиплива храна и се особено подложни на променливите климатски услови, како температура и влажност после берба. Долгата дистрибуција во комбинација со недоволната технологија за соодветен транспорт и складирање доведува голема количина зеленчук и овошје да се фрла во отпад или производи со несоодветен квалитет да дојдат до потрошувачи. Поради тоа, во Холандија, еден проект финансиран од ЕУ разви нова иновативна технологија за навлажнување и дезинфекција со така наречена сува магла, развиена врз основа на неколку успешни европски истражувачки активности. Новата технологија значително придонесува кон намалување на фрлање на овошјето и зеленчукот во отпад, а истовремено го зголемува рокот на нивно трајање и хигиенските својства. Со помош на енергетски ефикасно ултразвучно навлажнување, како и природни средства за дезинфекција, се воспоставува ладна и влажна клима, без микроорганизми, зачувувајќи го квалитетот и свежината на овошјето и зеленчукот во целиот синџир на снабдување после берба. Овој иновативен пристап дава исклучителни резултати во индустријата со храна во различни фази, а во супермаркетите доведува до намалување на отпад од храна за 25%, подолга можност за употреба на производите, намалување на трошоците до 20% поради намалена потрошувачка на енергија во споредба со конвенционалните системи за ладење, како и намалена потреба од работна сила за префрлање на овошјето и зеленчукот во ладилници во текот на ноќта. Дополнително се намалува употребата на најлонски и пластични пакувања, а намалено е и штетното влијание на животната средина. Овој иновативен проект бил поддржан со 2 милиони евра од ЕУ програмата Хоризонт 2020. Со нова тема од процесот на европските интеграции со ново поглавје се гледаме повтор на следната среда во истиот термин и на истата фреквенција. Почитувајте ги препораките на надлежните, чувајте се себе и другите и останете со програмите на Македонската телевизија.